веќе трет ден зборуваме за информацијата за образование. Според медиумската минутажа која има оваа тема и после 3 дена, се потврдува важноста за една ваква тема и една ваква проблематика. На почеток би сакал да расчистиме неколку стереотипи кои со повеќекратно повторување пратениците од власта се обидуваат да ги направат вистина. Првата работа е дека СДСМ работел без програма и без стратегија. Па самите пред малку неколку пати ја спомнавте националната стратегија за развој на образованието, документ на 600 страни кој во 2004 година бил подготвен. Тоа е директен показател колку студиозно работа не сте воделе сметка. Сте ја прочитале стратегијата, програмата за развој на образование. Ама не можете да сватите дека не постои прераскажан проект. Сето она што сте го прочитале внатре, се обидувате да го спроведите препишано, да спроведите нешто кое не е директен показател на вашите анализи и вашите стремежи за развој и на образованието и на државата. Потребна е, баш затоа е потребна соработка и со опозицијата, соработка и со креаторите на таа стратегија за развој на образованието. Вториот стереотип кој се обидувате, опозицијата нема конзистентен став, те не сте убедени дали и што треба да се случува понатаму со екстерното тестирање. Еднаш да расчистиме, гласно и јасно, од 5 јуни натаму екстерното тестирање во оваа форма ќе биде укинато. Нема повеќе да има екстерното тестирање. Постапката со него е само епилог на самоволието и расипничкото однесување на врхушката на власт спрема образованието и спрема државата. Вие од некаква си елита која сакала нивните деца да бидат одлични по секоја цена. Вие зборувате за уцена на наставниот кадар. Вие кои во 3 сабајле или вашите штабови им праќавте пораки за некакви митинзи кои бидат присутни учителите, професорите, наставниците, и тоа потенцирам во работно време. Треба ли да ви го кажам примерот од Прилеп, во кој директорката од училиштето Блаже Конески, која живее на другиот крај од Прилеп, вклучена во партиски активности, шета од влез до влез, етички ни морално, а камо легитимно. Директор на училиште во областа во која граѓаните гравитираат кон тоа основно училиште, да шета од врата до врата. Поголем притисок врз граѓаните и учениците не постои. И кога зборуваме за притисок и за начин на однесување, јас би сакал вашата реакција, знам вашата реакција. Тоа е бомбата. Една од бомбите во која поранешната министерка за внатрешни работи зборува за поставувањето на сегашната министерка за труд и социјала Фросина Ременски за продекан на факултетот за безбедност. И ќе ви спомнам една кованица која убеден сум ќе остани и биде запишана и запаметена во негативната историја на овој народ. Магаре да ставите, само не. Почитувани просветни работници, ви се обраќам вам сега. Сметам дека директно не треба да потенцирам кој е односот на врхушката на власт, на фамилијата спрема вас, на каков начин истите ве третираат и зашто ве сметаат. Почитувани граѓани, со ваква негативна селекција буквално не можеме да стигнеме нигде. За разлика од нас, што се случува во регионот? Во регионот Словенија, Хрватска и Србија се надпреваруваат чии државен универзитет ќе биде понапред на листата на светски универзитети. Инвестираат во програми, во наставен кадар, во инфраструктура во своите државни универзитети. Ама за разлика од нас, поред вас, многу сме инвестирале во образованието,
тие имаат резултати. Сите тие државни нивни универзитети се или во првите 500 во светската ранг листа, или близу до тоа друштво од врвни универзитети. А кои се нашите резултати? Нема ни приближно во тоа друштво. Оваа држава мора да живее од пари. Земаме кредити секој ден, се повеќе и повеќе. Ама ни нудат и донации, но донации за чие земање, добивање, ангажирање и активирање потребно е и знаење и капацитет и вештини. Минорни се средствата од европските фондови кои ни се на располагање, а кои како држава ги имаме зграбчено, ги имаме земено. Наместо да се бориме за нив, од нив ништо немаме искористено. А за сето тоа резултат е поимањето на образованието во 21. век. А тоа подразбира знаење и блискост со обилност. Основна карактеристика – проневерени средства, стопирани и укинати грантови. Пазете, не кредити, грантови, пари без пари, поклон, бакшиш за Македонија. Сето тоа укинато заради корупцијата, расипничкиот однос на луѓе блиски до фамилијата и врхушката на вашата партија. И за нив не само што нема казни, туку за тие ревностни партиски војници има и награди. Треба ли тука да ја спомнам и автономијата на универзитетот со она шверцерско уништување на дрвата во универзитетот во 3 сатот Сабајле? Ако бевте исправни, ако бевте етични, видете, а ве молам, дефиницијата за етичност и за етика, тогаш нештото ќе го направевте напладне за време кога секој можеше да го даде својот суд за начинот на вашето работење и неговата исправност. И за крај, би сакал да се осврнам на мојот прилеп. Оваа образовна мапата на бивша Југославија за едно од посакуваните дестинации за завршување на економски факултет и стекнување со сите знаења поврзани со економијата. Економски факултет кој беше еден од трите основни столба на кои се подпираше општина Прилеп, граѓаните на општина Прилеп и развојот на општина Прилеп. Заедно со институтите Институт за старословенска култура и Институтот за тутун, една од врвните светски институции, и со политиките за наука и образование е девастирано и уништено. Плејада на врвни професори признати не само во Македонија, не само во бившата ни држава, туку и низ целиот свет, во овој момент со дисперзираните студии, со делењето на дипломи на секој чекор, без знаење и вештини на студентите и учениците, се доведоа да не можат да постигнат да запишат 200 студенти во споредба со 1200 студенти во минатото време. Ви се заблагодарувам.